Јас сум Ангела Нацева, имам 9 години и сум четврто оделение. Денес ќе ви ја раскажам книгата Срцето нека се ти знае само за убави мисли од Мерлин Кеј. Оваа книга е дел од серијалот Надарени. Во оваа книга се зборува за надарените, а тука посебно е представен Картер. Главни ликови во оваа книга се Картер, Мадам, доктор Пале и останатите од класот на надарените. Настаните во оваа книга се случуваат во Хармони Хаус и во класот на надарените. Картер бил молчаливо момче кој слушало само директни наредби. Воопшто не зборувал и не се изразувал. Еден ден Картер одишол во Хармони Хаус. Таму докторот Палеј се обидувал да дознае кој е Картер, бидејќи Картер не зборувал. Доктор Палеј се обидел да го хипнотизира Картер и со помош на хипнотизирањето тој успел да извлече од Картер неговото име и неговото минато. Мојата омилена случка во оваа книга беше кога Картер дознал дека и тој имал дарба. Требало долго време за да се открие тоа. Доктор Пале многу пати го хипнотизирал, но кога конечно успел да извлече нешто, тоа било само неговата дарба. Доктор Пале го снимал на камера што зборува Картер за да може подоцна да му покаже. Додека Картер го слушал тоа, тој повремено дознавал дека знае да зборува, иако не го потребува тоа. Доколку сакате да знаете што ќе се случи понатаму, прочитајте ја. Срцето нека ти знае само за убави мисли од Мерлин Кеј.